Борбата на македонската жена за рамноправност и родови права иако започнува уште по првото заседание на АСНОМ, таа трае и денес. Од невладиниот сектор велат дека и покрај тоа што Македонија досега има направено многу за статусот на жената, сепак има уште многу работа. Како пример го наведуваат проблемот со институциите за социјална заштита. Велат, во недостаток на градинки и место за децата во постечките, жените се приморани да седат дома и да ги чуваат своите деца, да не одат на работа. Акцент ставаат и на условите во породилиштата, недостатокот на гинеколози, а и фрапантната бројка на фемициди, односно полово базираното наследство. Ние се уште се соочуваме со големен број на непостапување при насилство на жените, институциите не постапуваат, насилниците шетаат на слобода, жртвите се стигматизираат с големен број на фемициди, што е неприфатливо за 21. век. Ние се уште да се објаснуваме дали некоја жена сама си го барала или си го заслужила насилството или ситуацијата во која што се нашла. За писателката Марина Мејаковска, македонската жена во денешно време е речиси рамноправна со мажот, активен учесник во многу општествени полиња. Но сепак има сфери во кои се уште треба да се работи. Рамноправноста ја имаме со можноста жената да гласа, жената исто така да работи активно и да учествува во многу сфери, меѓутоа потврла најмногу во политиката, бидејќи политиката останува се уште сфера за машките субјекти. И граѓаните со поделени мислења. На денот на жената, дел од нив сметаат дека рамноправност помеѓу мажите и жените нема. Други пак оти станува збор за индивидуалната способност на секој еден човек. Кога платите не се исти со мажите. Тоа е најбитно. Жените имаат права, но менталитетот се уште е на истото ниво како порано. Мислам дека се рамноправни, зависи од способноста и од ангажманот на жената. Односно политичкото учество на жените, да не се квотите, не би биле застапени жените во политичкиот живот. Ете, се уште во некои професии, да речеме, мажите ги плаќаат поише, жените помалку. Не се слагам со тоа што кажуваат на работа за исто работно место, помали плати. Ја мислам дека све е еднакво. Меѓународниот ден на жената во многу држави е и национален празник, поради што во Русија, Кина, Украина, како и други источни општества, на овој ден жените се ослободуваат од работни обврски.